Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Петок, 7 октомври 2016 година. Добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник и водител на политичкиот магазин Пулт на Радио Слободна Македонија. Ово издание на Пулт ќе го започнувам со еден цитат кој разбранува аналитичката јавност, а беше дел од обраќањето на еден од говорниците на Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз минатиот викенд. Чест ми е да зборувам на овој конгрес и да ја посакам на СДСМ успех на изборите кои следат. Конзервативните партии ширум Европа потврлаат нашата и ваша политичка мисија и да ги натераме луѓето да гласаат за економска транспарентност и социјална правда. Глас за СДСМ на овие избори е глас за здравствена заштита, глас за образование, глас за работни места, за јавни сервиси, глас за повисок животен стандард за сите кои живеат во Македонија. Затворен цитат. Ако ова ви звучи како говор на некој од членовите на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, длабоко грешите. Се работи за цитат на европратеникот Ричард Ховит, кој го финишира својот мандат во Европскиот парламент. Своевремено тој беше известувач за Македонија и автор на извештаите за незиниот напредок пред Европскиот парламент. Дел од аналитичарите изминатиот период коментира дека е сосема нормално еден европратеник да заземе страна во политичката битка во Македонија, но дел препознаа сериозен скандал која доведува во прашање легитимноста и објективноста на сите извештаи и на неговата целосна улога во решавањето на политичката криза во Македонија. Ова ќе биде централна тема во мојот разговор со професор Иванка Додовска во ова издание на Пулт, а ќе зборувам и за други предизборни теми. Останете со Радио Слободна Македонија. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Велам добар ден за професор Иванка Додовска во Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, Славица, многу ми е мило што денеска сум тука заедно со тебе, со твоите слушатели, на твојата почитувана радио емисија, за која што верувам дека даваш огромен придонес во изминативе години и отвараш теми кои што навистина се потребни во македонското општество. Благодарам, професорке. Ричард Ховит беше еден од тројцата европратеници кои имаа навистина значајна улога во целиот процес на разрешување на политичката криза и наоѓањето на решенија во Пржинскиот договор, а своевремено беше и известувач за Македонија во Европскиот парламент. Со неговиот настап на Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз, многумина си го поставија прашањето дали е дозволиво, дали е легитимно, дали се нарушува неговиот кредибилитет и неговата улога во изминатите години, заземајќи отворено страна за еден од играчите на македонската политичка сцена. Благодарам на прашањето. Навистина, изминативе денови оваа дебата се разгоре и во академските кругови, а и во македонското општество, по порталите се дебатира про и контра каков е настапот и дали воопшто меѓународните представници имаат право да завземаат страна во внатрешните политички случувања во Република Македонија. Иако морам да признаам дека доколку ја погледнеме наназад во една перспектива 25 годишната плурална историја на Македонија, ќе видиме дека во суштина странскиот фактор е секогаш силно инволвиран кога станува збор за некакви трансформации во уставниот, во политичкиот поредок на Македонија и со тоа сериозно е подкопан кредибилитетот или како би рекла понародски помеѓу граѓаните постои една резерва која ја предизвикува појавувањето и присуството на странски представници од типот на преговарачи или известувачи. Во однос на конкретниот пример или случај со господинот Ховит, беше евидентно дека тој има навива за едната страна. Во текот на целиот овој процес, тој едноставно прво малку поскриено, а потоа лека по лека ја отвараше својата практично улога во процесот на разрешувањето на политичката криза и тоа можеме да го видиме и во тоа што во неколку моменти доаѓа и други европредставници кои од повисоко ниво се обидуваат да направат баланс како не би настанало револт помеѓу граѓаните, но тоа е се со улога која што има не е само посветена на Социјалдемократскиот сојуз и генерално на опозицијата и давањето
на ветар во грб за нив да им биде нели полесно во рушењето на легитимно избраната власт на ВМРО-ДПМН, туку има една и поголема димензија која што се однесува на веројатно, а тоа сум го коментирала повеќе пати, новите преструктурирања во Југоисточна Европа, каде е потребно да се има што по-послужни или како би рекла народски вазални влади, по-нестабилни политички елити, по-дезавуирано граѓанство, каде нели лесно би можело да се решаваат некои процеси кои што на глобално ниво унитарните системи си имаат своји некакви цели, кои што сега не можеме ние и во теорија на заговор да влегуваме, но да се вратам на основното, улогата на ХОВИД во суштина е делегитимирана и пред македонските граѓани може многу појасно да се види сликата за тоа всушност кој стоеше за почетокот на сите овие вештачки политички ерупции кои што се случуваат во изминативе години, и можеме да само да заклучиме дека без разлика дали се работи за европредставници или за некаков друг тип на високи меѓународни представници кои што доаѓаат во Република Македонија, сепак не можеме да зборуваме за транспарентност и за еднаквост доколку на вистина не се доаѓа со намера да се разрешуваат работите. Оттаму, однесувањето на ХОВИД го оценувам како непринципиелно и без разлика на личните чувства кои што ги има и како левичар и како поддржувач на социјалдемократите, веројатно и добар суфлер, бидејќи голем број од решенијата кои што беа понудени од страна на Социјалдемократскиот сојуз и во пржино 1 и во пржино 2 на вистина наликуваат на ова, значи слика која што претходно ја кажав, и треба да дадеме простори да видиме дали тоа кај македонските граѓани ќе предизвика, ако се двоумат во тоа на кому треба да дадат довербата, ќе предизвика да повторно да се замислат дали би сакале да бидат управувани од странски центри или од домашни представници кои што многу подобро би можеле да ја препознаат потребата и да ги решаваат нивните секојдневни проблеми. Ако се потсетиме на поранишниот евроамбасадор Ирван Фуера и колку отворена поддршка добиваше една од политичките опции од него, сега и настапот јавен на ХОВИД во поддршка на една од политичките страни, повторно или на истата, очекувате ли да опаѓа довербата во објективната Европа и во објективните европски дипломати кои доаѓаат во решавање на македонските политички прашања? Јас би можела да ви одговорам на ова прашање од еден историски аспект. Европа никогаш не е била наклонета на Македонија. Ние и до ден денеска немаме стратешки партнер во Европа. Ниту еден. Нашиот единствен стратешки партнер се Соединетите Американски држави. Со одредени амплитуди, со одредени очекувања или разочарувања, тие се уште единствениот стабилен фактор на кој што Република Македонија може да се подпре. Европското тло генерички подразбира затвореност. Самите европски општества се премногу затворени и на тој начин се како да кажем самодеструктивни и кон себе си и кон својата околина. Можеме само малку да се навратиме на случувањата со Велика Британија во изминатиот период, и јас на пример бев шокирана и со моите студенти тоа го дискутиравме, зашто би не чудело ова однесување на англичаните. Па секако тие и во 19 век и во 20 век секогаш се држеа на премисата на splendid isolation или сјајна изолација. Само внатрешниот поредок и внатрешните национални прашања се битни. Се друго е нешто што мора да се поднесува или да се биде во партнерство доколку интересите на Британија се во игра, доколку не се апсолутно и така натаму. Тоа е еден екземплар кој што укажува на тоа дека самиот концепт на Европска унија е непостоечки и неодржлив и дека истиот се одржува практично на шкрги во една многу, да кажам, непримерна или вештачка ситуација. И јас и претходно години наназад сум коментирала дека нам не ни е никаков приоритет Европската унија. Убав е сонот да се биде членот на тоа семејство. Ние сме и де факто Европа, но во тој политички композит концептот на македонскиот национален идентитет, концептот на македонската унитарност е неакцептибилен, неприфатлив. И оттаму за нив како беззначајна точка за дискусија, а со добро дипломатско лицемерие кој што е нели практично секогаш применливо, не
одржуваат на оваа статус-кво состојба и секогаш ќе има политички одговори на нашите прашања и ценам дека било што и да сториме, во тој поглед секогаш ќе има некоја причина поради која што нема да добиеме она што го посакуваме. Оттаму нашиот стратешки интерес може би треба посериозно, знам дека многу сериозно се работи и тука сме доста добри, но треба во континуитет да се одржи во однос на НАТО алијансата и повторно ќе кажам во однос на Соединетите Американски држави, каде секогаш малку поинаку се играле овие работи и дури доколку имало одредени непринципиелни постапки, како што беше на актуелниот амбасадор на САД изјавата пред да стигне во Македонија за слава македонци и се, тие знаат потоа тоа да го коригираат, додека Европа не се ни обидува да поправи грешката или да најде солуција за одредени лапсус лингва или намерни потези кои што ги прави. Ние можеме само да се надеваме, бидејќи сме по слабата страна, дека нема да ни се сврти лошото тркало на среќата и дека нема, тоест дека ќе изгубиме нашата и онака малечка среќа во однос на овие меѓународни бурни настани и треба да работиме повеќе на обединување на националното ткиво, треба да се работи на граѓанскиот концепт, сето тоа е тука поврзано со образованието, треба сериозно да се размислува не за реформи можеби, но за сериозни концепти кои што треба да се вградуваат во нашата национална образовна програма со која што ќе создаваме нови генерации кои ќе бидат многу поиздржливи на овие флуктуации, кои што ќе знаат дека западноевропскиот концепт и воопшто либерално-демократскиот концепт кон кој што се стремиме и во кој што живееме е всушност само иницијативноста и самореализацијата. И во тој случај ќе бидеме многу посилни. Сега, тоа има голем број на аспекти кои што ние можеме да ги употребиме про и контра во оваа ситуација. Но евидентно е дека на крајот од денот, еве и овие последни примери ни кажуваат дека работите не се баш онака како што се обидуваат да бидат представени и оттаму пропаѓа и тоа, мислам дека многу евидентно и најевидентно е, пропаѓа целиот овој граѓански концепт на борба за некакви права, пропаѓа се што беше пропагирано дека е не знам каков упад во политиката и во правото, едноставно се делегитимираат и оние кои што имале желба нешто да сменат или не им се допаѓало нешто од актуелната владеачка гарнитура, се жртвени јагнења на некои поголеми, би рекла, сценарија кои не се креираат од внатре. Или со други зборови, во македонската опозиција не гледам капацитет каде што би можело да се генерира нешто што би можело да ја сопре растечката сила на ВМРО-ДПМН и истовремено да ги преобрази граѓаните да и се приклонат на неа. Зборувајќи за граѓанството, ева го споминавте и вие, мислам дека настанот кој што го коментираме, Конгресот на СДСМ, делегитимираше дел од челниците на тоа граѓанско движење како граѓански активисти. И тешко е кога ќе седнете во првите партиски редови и кога ќе аплаудирате на некој политички лидер, кој да е тоа, дали е тоа Заев, Груевски, Ахмети или Тачи, тешко е да се вратите на улица и повторно да ги повикате луѓето кои што се заситени од политика, кои што се заситени од потрошени концепти или од потрошени политичари, да побарате нивната доверба, легитимирајќи се себе си како граѓански активист, независен и така натаму. Тоа можевме и вчера да го видиме кога само десетина луѓе пред судот даваа поддршка на граѓански активисти кои што станале дел од партиска структура. По мене тоа е концепт кој што се распаѓа, тоа е нешто што не може да биде широка коалиција. Тоа е коалиција со поединци кои што го напуштиле граѓанскиот сектор. Се сложувате ли со тоа или можеби поинаку гледате на ваквата соработка? Јас се согласувам комплетно со вас и ќе ви кажам, тоест ќе ве потсетам, а и вашите слушатели, што се случуваше во 2001-та за време на едно од најтешките премрежја во македонската современа историја, кога беше конфликтот. И тогаш исто изникна огромен број на граѓански движења, на невладени организации кои што работеа на уривање на тогашната влада на ВМРО-ДПМН. Тогаш бевме шокирани, бидејќи се соочувавме со нешто навистина ново. Јас во тој период бев се уште студент на политички науки и нашиот актуелен председател на државата, професорот Иванов, тогаш професор мој, не учеше дека цивилното општество и граѓанскиот сектор се многу битни, дека ние сите треба да се вложуваме во таа насока.
Но тој пример кој што го видовме во тој момент во реалноста не остави збунети барем оние кои што сме професионално поврзани со тој дел од општеството. Понатаму истите тие или голем дел од протагонистите на тие движења ги видовме на различни позиции во власта која што ја превзема на 15 септември 2002 Социјалдемократскиот сојуз. Во текот на овие изминати, значи како би рекла повеќе од 12-13 години, голем број од тие протагонисти се денеска или на високи челни позиции во Социјалдемократскиот сојуз или се уште големи магови кои што контролираат, да речем, голем дел од граѓанскиот сектор и практично го партизираат и го делегитимираат. Сето тоа не е поради лудост или поради некаков бес, станува збор за огромни пари кои што се слеваат од странски фондации во нивните буџети и каде што во суштина, знаете како и во времето на 19 век, во најдолгиот век на империјата, мислам на Османската империја, во моментот кога таа се делегитимира, кога нема пари во државната каса и што прави, оди од странските банкари од Франција, од Англија, позајмува пари за да може да се одржи системот. Во тој момент почнуваат да се почнуваат реформи во империјата и почнува империјата полека да изумира. Затоа што кога веќе странски пари ве вложуваат во вас, тие и ќе ви кажуваат што вие ќе правите. И без разлика дали вам ви се допаѓа или не, вие ќе мора да спроведете таа агенда. Ќе мора да бидете послушен ако сакате повторно да ви пуштат пари или да имате некаков бенефит од сето тоа. Значи тоа го гледам како чисто лукративен момент во кој што се поставија дел од македонските организации и кои што веројатно не имаат чувството за значењето на нашата македонска унитарност, може би веројатно и не поседуваат чувство за тоа што значи да си ја чуваш и да си ја браниш сопствената национална држава, зашто ќе ви кажам уште еден друг пример. Во Грција има голем број на процеси каде што има и невладини активисти кои што работат за промени на тој национален курс и не им се допаѓаат одредени нешта, се обидуваат да менуваат таму уште позатворено општеството и многу е уште построго. Но кога станува збор за национален интерес, и левица и десница сите се заедно. Тоа го гледам и во спорот со името. Апсолутно. Каква обединетост има по тие сензитивни прашања од национален интерес, што не е случај во Македонија. Тие доаѓаат еве за Грција, ако зборуваме, таму се доаѓа до физички пресметки меѓу различни концепти. Се тепаат меѓу себе. Значи, станува збор за сериозни судири. Но има прашања за кои што сите се едногласни, затоа што имаат чувство за сопствената држава. И нивната држава е приоритет над кој што не може ништо друго да биде. И мора да ги заштитат, да ги заштитат националните интереси, се извинам, во интерес на нивните деца и внуци. Кај нас го нема тоа чувство. Зашто јас ќе ви кажам и малку од една социолошка природа, еден непосреден факт кој што го гледам. 90% на децата на протагонистите на овие движења и во минатото и денеска се надвор. Тие вложуваат во своите деца и ја користат Македонија за да извлечат фондови и да заработат пари и нивните деца се надвор, студираат надвор и во најголем дел од нив остануваат надвор. Тогаш зошто тие би биле загрижени дали нашите деца и внуци ќе живеат во ваква или во онаква Македонија? Нив им е се едно. Тоа е еден момент, не мора генерално да ги опфати сите, се разбира. Но остава доволен простор, зашто не би вложила тука во своето дете, зашто тука не би ги вложила ресурсите, зашто не би направила нешто, зашто ќе го научам да биде лојално кон својата земја и тука да се даде, тука да се вложи. И тука се тоа се парчиња на менталитет кои што се оставени уште од србо-комунизмот, кои што се по традиција, тоа се практично се тоа и се смееме. Велиме се ВМРО стана лева опција бидејќи е прогресивна цело време социјални политики дури за оние кои што се продесно ориентирани во идеолошка смисла, малку и смешно бидејќи конзервативизмот подразбира чување на елитните вредности, на некои подруги вредности, така додека Социјалдемократскиот сојуз стана навистина конзервативна партија, таму се борат да зачуваат што е можно повеќе од оние парчиња на власт и на доминација кои што ги имали и тоа го имаме како евидентно и до ден денеска во сите сфери во македонското општество. Да дури страв да го фати човек, да не случајно се измеша во одредена констелација, бидејќи, знаете, ако дојде некој од страна на вистина независно да ги наблюдува овие процеси, тоа е еден феномен за кој што може да се напишат томови. Професор, ќе се вратам малку во
во домашнава политика во парламентот. Деновиве имавме дискусија за предлозите на специјалното јавно обвинителство и предложени всушност од Социјалдемократскиот сојуз, а сега повторно вратени во собраниска процедура од страна на претедникот Павле Трајанов за овозможување на еден неограничен мандат за функционирање на специјалното јавно обвинителство. Тоа знаеме дека не е дел од Пржинскиот договор, но со оглед на поддршката од меѓународниот фактор за ова прашање, очекувате ли една нова разврска на целиот случај и една нова отстапка во делот на договарањето како да се излезе од оваа криза? Знаете како, Славица, јас уште кога се донесе договорот, кога падна политичкиот договор за формирање на специјално јавно обвинителство, коментирав дека во суштина, нели тоаш бидејќи тоа беше акламативно поддржано, па се радуваа шарената револуција, па не знам што одма осудија, нели го пониште, нели тогаш не постои презумпција на невиност во таа констелација, нели сите беа осудени така натаму. Коментирав дека во суштина тој параинститут за мене е, значи, нешто што е само изгубени пари, фрлено време и ветар и магла. Зошто го мислам тоа? Тоа е така бидејќи јавното обвинителство треба да процесира дали постои случај или не. Толку тука завршува работата. После им текна, па почнаа преку Фрчковски и уште неколку мои колеги, почнаа специјален суд овона, им текна се избрза, затоа што веројатно во тие суфлирања од надвор заборавија да консултираат правници. Секако дека за прашањата кои што се одлучи да се формира ова специјално јавно обвинителство, времето е мало. Тоа и на мало дете му е јасно, на гимназијалец да го прашате, да ги знае малку параметрите, ќе ви го каже истиот одговор. Но, од друга страна, сите се согласија, бидејќи се оди преку трупа и преку политички договор, сите се согласија дека тоа така треба да биде констелирано и дека треба во тој временски рок да се утврди. А сега, бидејќи не се променува состојбата, доколку, например, сите тие акции ја променеше состојбата во однос на расположението на граѓаните кон опозицијата за сметка на владеачката гарнитура, специјалното јавно обвинителство ќе згаснеше, затоа и беше избрана толку безлична фигура како Јанева, затоа зарем јас би ги ставила во рацете на некој како Јанева толку важни државни прашања кои што се однесуваат практично малтене на целиот политичко правен поредок. Тоа беше смислено бидејќи тогаш во тој момент, пак ќе кажам, проценките беа дека до декември 2016 година Груевски ќе биде нокаут, владата ќе биде нокаут, СДСМ ќе има акламативна поддршка како што беше во 2002 година, значи они тоа сценарио се обидаа да го повторат и истите средства ги искористија исто како 2001, 2000 до 2002 истото го правеа. Само тогаш многу полесно се договорија тогашните политички елити меѓу себе. Овој пат наидоа на Тврдорев, зашто Груевски е тврд. Груевски има визии, работи за Македонија и е можеби најуспешниот македонски политичар од современата македонска историја, но е доста тврд. Доколку реши и процени дека некои работи не може да се поминат, не поминува преку нив. И тоа е тоа. И на собствена штета, ако треба, ќе истрпи ударите, но нема да им попушти. И тука сега имаат потреба, немаат друг аргумент, немаат граѓанство за себе, немаат никаква партиска програма со која што не знам како би направиле некој бум. И единствено нешто што го држат во рака е специјалното јавно обвинителство. А се разбира, тоа би значило, доколку се пролонгира рокот на специјалното јавно обвинителство во неограничен, тоа значи и доколку победи ВМРО ДПМН, тие ќе го држат за врат Груевски, нема да му дозволат, значи бидејќи ќе го стават во процес, ќе смислат некаков процес, ќе почнат нешто да истражуваат, ќе му го уништат кредото да биде легитимен кандидат за премиер повторно. Или ќе држат други функционери кои што на тој начин ќе ја слабеат ВМРО ДПМН внатре. И тоа може да трае до бесконечно. Јас си оттаму го пратив апелот кога реков селективна правда е поголема неправда. Требаше да се остават работите по мене, иако може би утопистички звучи, ми е јасно дека и во судството и секаде постојат проблеми и грешки и лоши кадровски решенија. Целава држава не е исполнета со погрешни кадровски решенија, затоа сме на ова дередже, но
Можеби, ако се подигнеа стандардите и доколку се направи одредени отстапки во јавното обвинителство и во судовите, а тоа може да се спроведе многу за пократок рок отколку ова со СЈО и овие фантоми што не ги смислуваат цело време, и во рамките на тоа, доколку навистина некој го прекршил законот, тогаш, боже мој, тука не можеме ние ништо, но не можеме да ги осудиме луѓето однапред само затоа што на некој му се снило или некој извадил некаков, не знам, некаква снимка во која што некој ќе си помислува, ама ја ќе ви кажам како да, во која насока да мислите дека се врши криминал. Тоа е непринципиелно, тоа е незрело и ги подценува, го подценува едноставно и ја подценува се и интелигенцијата на македонските граѓани и не навредува сите нас. Ако нема случај за, не знам, 1 евро за Зоран Заев, ако тоа не е случај, а е случај, не знам, намерата, јас мене ми текна нешто да направам, ама немате, нели ми текнало и на мене и на вас, на сите ни текнува и може да си го кажеме, тоа е навистина срамота. И ќе видиме. Во секој случај и Павле Трајанов и Лилијана Поповска беа добро избрани за да го подкопаат прво суптилно, потоа нели веќе јавно, бидејќи не можеше тоа да се крие, коалицијскиот договор со ВМРО-ДПМН. Во суштина самите по себе без никаква вредност и тежина, такви се добро се употребливи во ова, повторно ќе кажам, поголема политичка слика и веројатно немаат што да загубат, нели, во однос на тоа да вршат притисок, тоа да го направат, но доколку ВМРО и овој пат попушти, тоаш мислам дека оди на нивна штета, бидејќи на тој начин ќе ги исцрпуваат до бескрај. Ќе биде постојано исцрпувано ВМРО-вското ткиво, ќе бидат постојано ставани во ситуација да се бранат, а решенијата се веќе договорени, зацементирани, подпишани така натаму, или со други зборови. И во Пржино 2 беше истото договорено и зацементирано. И тука нема што повеќе да се прави. Нема, едноставно, и после, нели, она што се случи со актот на председателот Иванов, кој што го сметам за висок државнички акт, кој што беше сигнал дека на вистина опозицијата ја турка Македонија во пропаст или во граѓанска војна. Па дојдовме во ситуација, Славица, јас и тоа многу така ме оптеретува исто тоа прашање, еве ќе го отворам и пред вашите слушатели. Македонските граѓани почнаа да се замеруваат на себе си за работи кои што апсолутно не ги допираат нивните меѓучовечки односи. Па таа сеопшта општествена криза на крајот од денот ќе доведе до да се само уништиме. А не смееме тоа да го дозволиме, бидејќи прво нам ова ни е дадено. Не сме го земале ние самите. Имаме десетици, со десетолетија, десетици илјадници жртви и крв пролеано за оваа држава. И сме одговорни пред таа крв и пред тие коски да го зачуваме ова. Зашто инаку, зашто би барале право да се нарекуваме народ, да бараме собствена држава или да бараме да бидеме почитувани од другите, ако ние самите меѓу себе не знаеме да се почитуваме. Професорка, на 31 август рекоа лидерите дека има услови за избори. Треба да се одржат на 11 декември, но ева веќе слушаме. Ако Уставниот суд постапи или не постапи, избори нема да има. Ако на Катица Јанева не се даде поддршка за барањата, се прекршува договорот од Пржино. Ако пратениците изгласаат буџет, тоа ќе биде против заложбите за излез од политичката криза. Многу ако слушнавме веќе, а допрва ни доаѓа денот кога треба собранието да биде распуштено и формално да почнат да течат роковите за избори. Со оглед на ова што го рековте, очекувањата беа дека поинаку ќе се одвиваат рейтинзите, поинаку граѓаните ќе ги перцепираат политичките случувања до декември оваа година. Ги изневерија ли граѓаните математиките на СДСМ и ви мирисали на ново одложување на датумот за избори? Па постои секогаш можност, бидејќи политиката во Македонија е подоминантна од правото. Доколку навистина сите се држиме до договорите кои што сме ги направиле, тогаш ќе бидеме Швајцарија. Но ние сме сепак Македонија. И ќе ви кажам уште нешто. Многу се извинувам. Мислам дека има неколку фактори кои што ќе влијаат на тоа дали ќе има избори или не. Еве, ако гледате, уште нема решение дали ќе биде распуштањето на парламентот на 12 или овој месец на 13, се уште, нели, така флуктуира и така натака. Веројатно во заткулисните политички игри има и многу пострашни сценарија кои што ние не ги познаваме. Но она што е сигурно е дека на ова ќе влијаат неколку аспекти, според мене. Прво,
Во голема мера ќе биде важно кој ќе биде американски претседател, значи следен американски претседател. Бидејќи досегашната поддршка, значи од демократите во Македонија видовме преку нивниот представник дека беа малку излезени од контрола или од она што е нормална поддршка. Понатаму, исто така во рамките на Европската Унија ќе се види како ќе оди понатаму рейтингот на Меркел. Значи сите тие фактори се оние пошироките кои што ќе влијаат на внатрешните случувања со Македонија. Знаеме дека угледот на Меркел драстично паѓа. Со тоа и голем број на процеси кои што беа во претходниот период превземени ќе бидат ставени или ад акта или ќе бидат поинаку структурирани и ќе има одредени влијание од таа страна. Голем фактор и големо влијание ќе има дали воопшто нешто социјалдемократите ќе мрднат во однос на процентите за тоа нели дали ќе имаат можност да освоат пратеник повеќе во македонскиот парламент. Мене ме загрижува она што го гледам во последните анкети, а се однесува на се порастичкиот број на неопределени гласачи. Тука, значи, во однос на тоа ВМРО ДПМН има мал благ пат, па после почнува повторно да расте. Социјалдемократите се зацементирани, но расте во голема мера бројот на неопределени гласачи, што значи дека сепак оваа политичка криза остави длабок печаток врз граѓаните. Или едноставно ги демотивираше, ги избуни, ги измести од колосек, можеби и ги исплаши. Сите тие фактори веројатно ќе бидат на маса пред да се одлучи какво сценарио да се преземе. Во секој случај, на социјалдемократите ќе им требаат, како се вели тоа, рачки во рацете за да можат со нешто да се држат или да се фатат на одредена тематика како би можеле да пропагираат, за да бараат оправдување. Во моментот, добрата политичка констелација во рамките на ВМРО ДПМН не им дозволи, бидејќи видовме и од изјавите на Груевски и Тодоров како преговарач кажуваат дека ние ќе прифатиме се што сакаат, ајде само дајте да завршиме работа. Ете, во однос на избирачкиот список и во однос на другите барања и во изборниот законник, ВМРО апсолутно не се мешаше, дури остави се во рацете на потпредседателите на Социјалдемократскиот сојуз, се со една цел да се излезе веќе од ова, нели, како да кажам, матна вода и да се почне малку со почист ум да се решаваат работите. Тука ќе видиме сега како ќе биде тоа употребено или злоупотребено од страна на другите. Се разбира дека и во рамките на Социјалдемократскиот сојуз постојат голем број на крила кои што ние не ги гледаме се уште, но внатре меѓу себе војуваат и тука ќе има исто така борба за распределба на колачот, а па на нив им дише нивниот монструм или како се вика Франкенштајн кој што самите си го создадоа, тоа е нели наводно невладин сектор или левица или како сакате наречете ги, кои што се па поагилни, поагресивни затоа што се многу гладни. Они уште не се дел од црвената буржуазија и се многу попрогресивни и многу порадикални во однос на тоа што го барат. Во секој случај ќе биде интересна есен. Видовме дека такви движења во регионот па има и голем успех. Македонија е поразлична во менталитетот, меѓутоа интересно е да се види како ќе оди тој развој, а дефинитивно ова што го говорите дека има битка која што не ја гледаме, видовме на конгресот дека присуствуваше поранишниот претседател Бранко Црвинковски, што сигурно беше дел од некои математики за одржување на единството на партијата, не само до денот на изборите, туку веројатно уште поважно за денот по изборите, кога евентуалниот исход поразителен за сегашниот лидер Зоран Заев би требало да има кој да го смири членството кое што ќе биде незадоволно од таквиот резултат. Од ова што го споминавте вие, американските избори, гледаме деновиве дека голем дел од медиумите правеа компарација помеѓу тоа како изгледа една предизборна кампања таму, а како тука во делот на регулацијата на медиумите, додека таму гледаме слобода на највлијателните, најчитани, најтиражни весници да изберат страна, па дури и телевизиите, и да препорачаат кој да биде иден претседател на САД. Во Македонија веќе падна првите казни заради потенцијална иронија во најави, во прилози, блага неизбалансираност и така натаму. Какво е вашето гледање на ова прашање со оглед на тоа што ги обучувате и работите со идните новинари на правниот факултет? Зошто мораше да се направи ваков притисок и врз медиумската заедница во пресред на изборите? Тоа е класичен фашизам.
Тој е класичен фашизам. Посебно последните казни кои што дојдоа, тоа е навистина, па јас еве ќе ги поканам значи членовите на комисијата нели за регулација на медиуми да дојдат на наставно-научен совет на правниот факултет. Да дојдат да видат професорите меѓу себе како комуницираат. Или да видите како се однесуваат, например, во однос на, бидејќи зборувам за доминантно социјалдемократско ткиво или левичарско ткиво. Да видите дали постои таму балансираност. Или дали постои балансираност во однос на, не знам, одредени дебати каде што каква е, всушност тоа е многу, знаете, тоа е многу неоткриено подрачје. Тоа е едно подрачје во кое што некој сака да ги постави критериумите, како што беше оној страшен предлог на закон за медиуми што го сака да го протуркаат социјалдемократскиот сојуз, кој што практично вовед во диктатура. Ако ВМРО го дозволеше тоа ќе беше практично, рачунете дека немаше да 90% од вас и од вашите колеги да имаат леп да јадат. Значи, тие ќе ги држеа со таква строга палка, значи сите колеги, така ќе ги држеа. Значи, тоа беше нешто страшно. Тие не знаат како, па додуша и знаат, затоа што еве сега во моментов се сеќавам. Зоран Заев самиот изјави дека најголем непријател му се медиумите. Што после тоа да се коментира? Ова е тенденциозно и сакање да се направи, значи, знаете, тоа е и проблемот во македонското општество. Кај нас ќе ве казнат за нешто, ама сте изгрешиле за нешто друго. Ама не ве начекале за тоа, па сега ќе ве начекат, ќе ви се фатат за ова. Тоа е класично, не знам како да кажам, дегенеричко однесување кој што не може да се свати за сериозно, ниту па некој да го проголта. И што треба тоа да значи? Треба вие како новинари да бидете совршени, па еве јас ќе ви кажам, гледате една дебата на Телма. Па тоа е со ретки исклучоци кај Лупевска, не знам, и така, мислам дека и Трајковска држат ниво. Останатите новинари, јас сум била еднашка таму во дебата, имаше соговорник кој што почна да вика по мене, да мафта со раце, после испадна и тој бил професор. И така натаму, јас не дозволив да влезам во битка, но например Боби Христов не го спречи него. Јас бев една, тие беа двајца спроти мене. И така најдобро би било кога и медиумот кој што го спомнавте и сите други би можеле да се однесуваат согласно својата уредувачка политика. Јас не би замирила ниту на таа телевизија, ниту на било која што си ја третира својата уредувачка политика и ја спроведува онака како што дозволуваат законите на крајот од денот. Меѓутоа, секое навлегување во содржината кое што е недозволиво согласно ниту еден закон, посебно не според изборниот законник, тоа веќе станува она што и вие кажавте, едно целосно дерогирање на таа медиумска слобода која што е гарантирана и со уставот. Секој новинар има право да има собствен став. Кога е во медиум и кога води дебата, исто така има право да процени нели докаде и како ќе дозволи. Но недозволиво е некого да го казните затоа што не ви се насмевнал доволно или затоа што не сте почувствувале позитивни вибрации или можеби ви станало лошо. Тоа се психосоматски проблеми кои што се решаваат во медицински установи, а не преку тело за регулација. Ова го кажувам најискрено, бидејќи и вие најдобро знаете. Значи, кога ќе влезете во јавен простор, тука е битката и полето широко отворено. Тука се може да се случи и треба човек да е подготвен да направи еден штит со кој што и себе си, а и нели својот професионален бекграунд како да го заштити. Но тоа не значи дека вие морате да бидете робот. Вие не сте спикер, вие сте новинар. Колешката што беше казната е новинар со искуство. Не станува збор за личност која што сега седнали дале да чита временска прогноза. Мислам дека тоа е и навредливо и дегутантно. Лично не се согласувам. Професор, ке ми беше задоволство што бевте денеска во пулт на Радио Слободна Македонија. Ми беше чест и на мене, многу ви благодарам. Почитувани слушатели, со завршувањето на разговорот со професор Иванка Додовска го заклучувам ова издание на пулт на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за вниманието и за довербата. Останете на оваа фреквенција. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.